Јас, моето потесно семејство и сега веќе и моето пошироко семејство, стоички, достоинствено ги издржавме сите лаги, сите навреди кои што беа кажани преку медиумите, особено овие последни денови. Целата таа огромна количина на отров која што беше истурена преку медиумите, за мене, за нас од коалицијата, беше всушност за нив контрапродуктивна. Тие што се на власт мораат да знаат дека што повеќе зборува лошо за нас, толку повеќе открива немоќта, толку повеќе го открива стравот, за кој што знаеме дека е оправдан. Бидејќи стравот ќе биде оправдан и тој ќе се види во недела. Општина Центар е во рацете на ВМРО ДПМН веќе 13 години. Во овие 13 години ВМРО ДПМН и го отвори вратата на урбаниот капитал и урбаната мафија во оваа општина и буквално и ја предаде во рацете на оние кои што ја претворија во бетонска џунгла. Во овие 4 години Владимир Тодоровиќ е градоначалник на општина Центар и тој во овие 4 години не се сети ниту за бесплатен паркинг, ниту се загрижи за состојбите во градинките во општина Центар, ниту пак за состојбите со зеленилото и со квалитетот на живот во општината. Сега е доцна. Доцна е во оваа кампања да зборуваат после 13 години дека на Центар му треба нешто подобро. Токму поради тоа, токму поради ниската кампања која што ја водеа во изминативе месец дена против Андреј Жерновски, поради ниското ниво на политичка комуникација со која ги потценија граѓаните на општина Центар, јас ги повикувам сите наши сограѓани од општината Центар во недела масовно да излезат на гласање, да го поддржат Андреј Жерновски, кој што победи во првиот круг, да го поддржат Андреј Жерновски и да покажат дека оваа власт не може да ја силува и злоупотребува моќта и гласот на граѓаните на Центар, онака како што го злоупотребуваше и силуваше и Скопје и Центар во изминативе години.